Наместо градинка за образовна едукација и изгрижување на деца, нерегистрираната детска градинка Пчела во општина Чаир држала настава со верски обреди, учење на молитви, поколенија и други религиозни заповеди. Ова се дозна од социјалната мрежа Facebook, откако беа објавени фотографии од самата градинка. Видеоматеријалите и фотографиите ги опишуваат активностите на децата во градинката, каде што учат исламски верски ритуали, како молитви, намаз, ритуалите за аджилак и рецитирање на сури од светата книга Куранот. Според информациите во медиумите, инспекцијски надзор веќе бил направен, каде што биле затекнати 20 на деца на возраст од 6 до 11 години, заедно со 2 наставнички. По барање на Државниот инспекторат за труд, целокупната документација ја поседувал сопственикот на хуманитарното здружение Мустафа Паша, кој е турски државјанин. Но на јавноста се уште не е јасно дали станува збор за градинка или за хуманитарно здружение, бидејќи официјална изјава од новата министерка за труд и социјална политика Мила Царовска нема. Не стивнуваат реакциите од граѓаните кои велат дека на толку рана возраст не треба да се учат религиозни обреди. Според уставот на земјава, Македонија е секуларна држава, а верската настава не е дозволена во предучилишни паралелки или во основните училишта. Согласно членот 12 од Законот за заштита на децата, се забранува злоупотреба на децата поради политичко или верско организирање и действување. Во овој случај има верско организирање на деца, а институциите треба што побрзо да ги превземат сите потребни мерки за да ги обезбедат правата на децата. Откако веста се прошири по медиумите, детската градинка Пчела во Скопје ги избриша сите слики и видеа, исто така ја затвори официјалната страна на социјалната мрежа Facebook.